Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Општина Ѓорче Петров започна со реализација на пилот проект за селекција на отпад со цел подигнување на еколошката свест кај граѓаните и унапредување на одржливото управување со отпадот на локално ниво. Во рамки на проектот, во соработка со Центарот за климатски промени и Алпак Еко се доделуваат канти за селекција на 5 пластична амбалажа на вкупно 60 домаќинства на територија на општината. Активноста има за цел да поттикне правилно одлагање и рециклирање на пластичниот отпад, како и да придонесе кон почиста и поздрава животна средина. Од општината информираат дека проектот представува почетна фаза од поширока иницијатива за постепено воведување систем за селекција на отпад низ целата општина, со активно вклучување на граѓаните во процесите за заштита на животната средина и развој на одржливи еколошки практики. Донацијата е обезбедена од Центарот за климатски промени во рамки на проектот Младите и жените, двигатели на транзицијата кон одржливо управување со отпадот во руралните средини, како дел од програмата на Европската асоциација за локална демократија. Општина Бутел и оваа година го одбележа патрониот празник на основното училиште Визбегово, кое прославува 2 години од своето постоење. По тој повод, градоначалникот Дарко Костовски истакна дека училиштето продолжува успешно да се развива и да обезбедува квалитетни услови за образование на учениците. Прославата се одржа под мотото «Мали ученици, големи соништа». Учениците заедно со наставниците подготвија пригодна програма, со која на посебен начин го одбележаа патрониот празник. Според Костовски, ваквите настани се важни за поттикнување на креативноста, заедништвото и училишниот дух кај најмладите. Во својата објава на социјалните мрежи, градоначалникот упати благодарност до директорот Кадрија Лези, како и до наставниот кадар за нивната посветеност и ангажман во развојот на училиштето и во успетно образовниот процес. Градоначалникот потсети дека општина Бутел инвестирала над 106 милиони денари во ова ново училиште, со цел учениците во Визбегово да добијат современи и подобри услови за образование. Општина Газибаба денеска им ги додели решенијата на младите граѓани на возраст од 18 до 25 години кои аплицираа на јавниот повик за добивање субвенции за полагање возачки испит. Секој од добитниците ќе добие финансиска поддршка во висина од 10.000 денари. Градоначалникот Бобан Стевковски истакна дека оваа мерка за прв пат се реализира во општината, представува дел од програмските определби и ветувањата дадени пред граѓаните. Според него, полагањето на возачки испит представува значаен чекор за секој млад човек, бидејќи овозможува поголема самостојност, полесен пристап до образование, вработување и нови можности. Тој нагласи дека локалната самоуправа преку оваа мерка сака директно да им помогне на младите и да покаже дека нивните потреби и интереси се приоритет. Нашата цел не е само да обезбедиме финансиска помош, туку и да испратиме јасна порака дека младите се важни, дека општина Газибаба ќе продолжи активно да вложува во нивната иднина, посочи Стевковски. Тој додаде дека во изминатиот период биле реализирани повеќе проекти и активности насочени кон младите. Најави нови мерки и поддршка во областа на образованието, спортот, младинските политики и подобрувањето на квалитетот на живот. На крајот, градоначалникот им честиташе на сите млади кои добија субвенции и им посака успешно полагање, безбедно возење и успех во иднина. По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на семејството, општина Центар информираше за мерките и иницијативите што ги реализира со цел подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, со посебен акцент на младите семејства, децата и повозрастните лица. Градоначалникот Горан Герасимовски истакна дека семејството представува темел на општеството, затоа локалната самоуправа континуирано вложува во мерки што директно го олеснуваат секојдневието на граѓаните. Како една од позначајните мерки од општината ја посочуваат финансиската поддршка за новороденче, која годинава е зголемена од 7 на 10.000 денари. За оваа намена во буџетот за 2026 се предвидени околу 4 милиони денари, додека од почетокот на годината досега се исплатени 696.681 динар. Дополнително општина Центар најави изградба на нова градинка во близина на клиничкиот центар со цел да се одговори на потребите на семејствата од тој дел на општината, да се обезбедат подобри услови за згрижување и воспитување на децата. Од општината посочуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со реализација на политики и проекти насочени кон зајакнување на социјалната сигурност и подобрување на условите за живот на граѓаните.
Општина Аеродром во соработка со Екотип воведе современа технологија за чистење, дезинфекција и дезодорирање во детската градинка Буба Мара со цел создавање поздрава, почиста и побезбедна средина за децата. Во рамки на активностите увид во функционирањето на новата технологија извршија представници на општината заедно со заменик министерот Ѓоко Велковски и комерцијалната директорка Ина Милошовска. Од општината информираа дека системот веќе успешно се применува во повеќе објекти на нивната територија. Станува збор за еколошка современна технологија базирана на стабилизирана озонска формула која овозможува создавање средство за чистење и дезинфекција без употреба на агресивни и штетни хемикалии. Според надлежните, системот е безбеден за децата и современо придонесува за заштита на животната средина. Од општина Аеродром посочуваа дека и во иднина ќе продолжат со воведување современи одржливи решенија кои директно придонесуваат за подобрување на условите и квалитетот на живот на граѓаните, со посебен фокус на здравието и безбедноста на најмладите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, во своја